Време е за дневник на К1 телевизија. По кратките најави за регионот Македонија, светот и спортот започнуваме веднаш. Останете со нас. Се испрашуваат вештите лица во судскиот процес за смртта на родилката Маја Кадиева. PM10 частичките скоро секојдневно се над максимално дозволената граница. Идните мерки за намалување на загаденоста објавени во службеното гласило. Председателот Иванов ја отвори македонската амбасада во Бразил, прва во Латинска Америка. Се испрашуваат вештите лица во судскиот процес за смртта на родилката Маја Кадиева. Според адвокатот Кадиев, денеска се случил неуспешен обид на одбраната да достави свое вештачење од нелиценциран вештак. Колешката Валентина Михајловска повеќе. Во тек е постапката за распрашување на вештите лица и претолкување на изведените докази согласно на спроведените вештачења во Велешкиот суд во судскиот процес за смртта на родилката Маја Кадиева. Дополнително ќе се разгледува дел од медицинската документација. Според адвокатот Делјо Кадиев, денеска се случил неуспешен обид на одбраната да достави свое вештачење од нелиценциран вештак. Овдека гинеколозите сакат да ја одбегнат својата одговорност, тврдејќи дека работеле онака како што е пропишано и онака како што е исправно. Дури на вештакот се поставува прашање дали е тоа работено според правилата на болницата, што секако не е прашање што би ги ослободило од одговорност, барем од оно што јас го гледам, бидејќи правилата на болницата не мора да значи дека се правила на струката. Ако нешто неправилно се постапувало во болницата во Гевгелија, токму тие оператори, гинеколози можеле да кажат, јас под овие услови не оперирам, а не да се нафаќаат на операција по секоја цена и со тоа некому животот да го загрозат. Како дозволе да влеат во сала кога имало пијани доктори? Значи, они процедурата ја утнеле од почеток. И сега бараат процедура, како што кажав во претходните интервјуи што беа претходно, они ја сгреши на почетокот. Причината за смртта е неодговорните доктори кои биле пијани, кои ја предизвикале комплетниот прекин на довод на кислород и после се тргнало надале. Според гинекологот Чалков, кај Кадиева имало утврдено диспропорција во димензиите на плодот и родилните канали, како и тоа дека имала зголемено ниво на леукоцити и уринарни инфекции, заради што често одела на боледување. Таа користела боледување заради потешкотиите на работното место, изјави денеска нејзиниот сопруг Кадиев. Од наша страна беа поставени голем број на прашања заради утврдување на материјалната вистина, кои се причините до кои е дојдено до оваа несакана случка. Сметаме дека правилно судот ќе утврди постапката и дека нашиот штитеник сметаме дека ниту едно дејствие не е извел за обвинението за кое е обвинет и за кривичното дело за кое се терети. Тоа ќе го докажеме на судот и сметаме дека правдата ќе дојде до крај испитана и правилно утврдена. Адвокатот Гошев истакна дека упатиле низа прашања заради утврдување на материјалната вистина и причините поради кои е дојдено до оваа несакана случка. Родилката Кадиева почина за време на породување со царски рез на 22 октомври минатата година во Гевгелиската општа болница. И тогаш и сега семејството тврди дека дел од лекарите кои биле во операционата сала биле под дејство на алкохол. Судењето продолжува во февруари. Велешани повторно се гушат. PM10 частичките во воздухот и вчера вечер достигна екстремно високо ниво. Велешките советници бараат соодветно решение за ова. Со тоа што изгласаа сет на итни мерки. Советникот Ненад Коцик, на која иницијатива истите беа донесени, вели дека проблемот со PM10 частичките не може да се реши преку ноќ. Инаку според податоците од мерните станици кои можат да се видат преку апликацијата Мој воздух, концентрацијата на штетните PM честички се далеку над дозволените граници во скоро сите градови низ Македонија. PM10 частичките и понатаму скоро секојдневно се над максимално дозволената граница во Велес. Во борбата за намалување на загадувањето на воздухот, Советот на општината изгласа сет на итни мерки.
Истите веќе се објавени во службеното гласило, што значи дека службите сега по нив може да действуваат. Советникот Ненад Коцич, на чија иницијатива истите беа донесени, вели дека проблемот со PM10 частичките не може да се реши преку ноќ. Општина Велес веќе е задолжена да ги имплементира со цел да се намалат концентрациите на штетните материи во воздухот. Оно што треба да се направи, денес ќе го направиме, да ќе побараме информација до каде е стигнато со имплементирањето на донесените мерки и очекуваме во следниот период, покрај тоа што општинската администрација максимално ќе се посвети на реализирањето на мерките, исто така и граѓаните со својата учество во, од една страна како во загадувањето, а од друга страна во пријавувањето на евидентни загадувачи да учествуваат во реализирањето на мерките кои што Советот на општина Велес ги изгласа. Иако минимално во загадувањето свој удел имаат индустријските капацитети во Велес, вели Коцич. Тој апелира до граѓаните, штом забележат густ црнчат, да алармираат кај надлежните. Максимално сите, како граѓани на овој град, треба да се вклучиме во обезбедувањето на подобри услови за живот. Никој не може како поединец тоа да го направи, и апелирам на максимална свесност од страна на сите сограѓани. Доколку од една страна имаат информација за поголем загадувач кој што загалува со црнчат во околината, без разлика дали станува збор за домаќинство или индустрија, слободно да пријават на надлежниот телефон кој што ќе биде објавен во јавноста. Едукацијата на населението мора да се зголемува, вели доктор Коцич. Тој додава дека многу е важно да се знае како да се чува огревното дрво. Самата општина ќе распредели информации за тоа како треба дрвото да се чува и кога дрвото се чува, што се употребува, не загадува. Се разликува дрво кој што е суво и кој што одстојано подолговременски период во загадувањето и во загревањето и дрво кое што е водено, кое што е изложено на надворешни влијание и кое што се искористува веднаш после сечењето. И тука има големо значење на кој начин се употребува и затоа општината е задолжена да ги информира и едуцира граѓаните. Коцич апелира во деновите на зголемено присуство на PM10 частичките во воздухот да се намали употребата на автомобили. Објавен е јавен повик за субвенции во рибарството. Средствата се за набавка на порибителен материјал и за одгледани и продадени риби на пазарот. Повикот ќе трае до 22 овој месец. До 22 декември трае објавениот јавен повик за субвенции во рибарството. Барања за субвенционирање на производството може да поднесуваат сопствениците на рибници. Станува збор за повик кој се однесува за набавка на порибителен материјал од домашно производство и за произведена и продадена риба на пазарот во периодот од 1 ноември 2016 до 31 октомври 2017. За порибителниот материјал, висината на поддршката е до 40% од вредноста на набавениот подмладок, односно најмногу до 300.000 денари по корисник. 20 денари по килограм изнесува субвенцијата за произведена и продадена риба. Барањата за оваа субвенција може да се испратат по пошта или директно да се донесат во платежната агенција до 22 декември годинава. Доколку да агенцијата се поднесат повеќе барања отколку што има расположливи средства, предност ќе им се даде на оние баратели кои го доставиле своето барање порано од останатите. Комисијата за стипендирање на талентирани ученици и студенти на Советот на општина Велес го распиша конкурсот за стипендирање на талентирани ученици и студенти за учебната 2017-2018 година. Право на стипендија имаат кандидатите кои учат и студираат во училиштата и факултетите во Република Македонија. Општина Велес го распиша конкурсот за стипендирање талентирани ученици и студенти за учебната 2017-2018 година. Ќе бидат доделени 10 стипендии на талентирани ученици од 3 и 4 година во средното образование. Стипендијата е во висина од 1500 денари месечно, а се исплатува 9 месеци во годината. 10 стипендии на талентирани студенти со завршена најмалку една година од студиите во високото образование.
Стипендијата е во висина од 2000 денари месечно, а се исплатува 9 месеци во годината. Право на стипендија имаат кандидатите кои учат и студираат во училиштата и факултетите во Република Македонија, а ги исполнуваат следните услови. Редовни ученици од средно образование со континуиран одличен успех, кои освоиле прва награда на државни надпревари или прва, втора или трета награда на меѓународни надпревари од областа на науката, техниката, културата и спортот. Редовни студенти со континуирано студирање, кои освоиле прва награда на државни или прва, втора или трета награда на меѓународни надпревари од областа на науката, техниката, културата и спортот, при што приоритет имаат кандидатите кои освоиле повисока награда, а кои во претходните години на студии постигнале просечен успех од 9,0 и над, да се жители на општина Велес и да се државјани на Република Македонија. Потребни документи за учество на конкурсот за стипендии се пријава од апликантите до комисијата, свидетелства за континуиран одличен успех, уверение за положени испити, потврда за запишана година на факултетот, документ кој потврдува освоени награди на државни надпревари, документ кој потврдува освоени награди на меѓународни надпревари, потврда за објавени стручни трудови, препорака од предметниот наставник, ментор на студентот, препорака од наставничкиот колегиум, училиштето или факултетот, уверение за семејно и материјална положба, потврди за личен доход на вработените членови од семејството и потврда од Агенцијата за вработување за невработените членови од семејството. Рокот за поднесување на документите е од 13 до 20 декември 2017 година. Денеска по повод патрониот празник на Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски содржа квиз надпревар од областа на сообраќајот. На тема Биди фер, почитувај сообраќајни правила, на кој учествуваа ученици од машинската, сообраќајната, електротехничката и угостителската струка. Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски со низа активности го прославува својот патрон. Денеска се одржа сообраќаен квиз под мотото Биди фраер, почитувај сообраќајни правила, а пред учениците од машинската струка беше поставена работата на брако. Во текот на изминатите денови во рамки на одбележувањето на патрониот празник беше организирано поетско читање од странски автори на англиски, француски и руски јазик. Се одржа квиз надпревар Не лути се човече во организација на природно-математичкиот актив. Се одиграа надпревари во футсал и кошарка, а исто така беше организирана презентација на работата на машинската и електротехничката струка пред ученици од основните училишта и електроработилница креативни игри со електричество. Според програмата, утре ќе се доделат наградите и признанијата за сите програмски активности по повод патрониот празник. Ќе биде отворена изложбата на уметничка фотографија, а за заокружување на чествувањето ќе биде изведена представата Лови за да не бидеш уловен. Тематска изложба Живи фосили и ендемити од Охридското езеро беше отворена денеска во музејот на град Неготино во соработка со Природонаучен музеј на Македонија од Скопје. Главните експонати на изложбата беа полжавите од Охридското езеро. Колешката Мартина Митков повеќе. Изложба насловена Живи фосили и ендемити од Охридското езеро беше отворена денеска во музеј на град Неготино. Автор на изложбата е Снежана Станковиќ Јовановиќ, кустос советник во пензија од Природно-научниот музеј на Македонија. Охридското езеро е еден од главните центри на биолошката разновидност, а полжавите, кои всушност беа главните експонати на изложбата, учествуваат со висок процент во таа биолошка разновидност. Инаку истражувањата на полжавите во Охридското езеро започнале од крајот на 19 век и тогаш за прв пат биле запишани нови видови за науката. Мене ми е драго што има посетители од помладите генерации, се надевам дека многу од нив всушност ќе бидат и главната публика на оваа изложба. Јас накратко само би сакал да изразам благодарност на колегите Наташа, Лилјана, првенствено за подготвувањето на оваа изложба. Неколку пати оваа година е поставувана во земјата и во странство.
Посебна заслуга во истражувањето на полжавите од Охридското езеро имал Славе Хаџишче, познат македонски хидробиолог, за кого е и посветена оваа изложба. Посетителите исто така имаа можност да се запознаат и со значењето на морфометријата на самото езеро како еден од бројните фактори кои ја условуваат биолошката разновидност на езерото, вклучувајќи го и диверзитетот на полжавите. Во бенталниот дел на езерото се разликуваат 3 зони кои се карактеризираат со својствени животни услови, кои го условуваат присуството на полжавите во квалитативен, но и во квантитативен поглед. Тоа се литоралот, сублиторалот и профундалот, кои исто така имаат свое место во изложбата. Оваа изложба представуваше започнување на соработка со Природно-научниот музеј на Македонија од Скопје и Музејот на град Неготино. Железничкиот сообраќај во Македонија е нормализиран откако е исплатен вториот дел од платата на машинскиот и извршниот персонал во МЖ-транспорт, што беше причина за блокада на товарниот и патничкиот железнички транспорт во изминатите 2 дена. Веќе се префрлени парите на сметките на вработените за доисплата на октомвриската плата. Сите возови ќе се обраќаат согласно редовниот возен ред. Вестите од Македонија во продолжение. Владата ја одржа 42-та седница на која беше усвоен дополнителниот предлог на буџетот за 2018 година со прифатените амандмани од комисиската расправа во собранието, информира владината прес-служба. Буџетот за 2018 веднаш по усвојувањето е пуштен до собранието на Република Македонија на усвојување. Усвоена информација со која се изедначуваат условите за инвестирање на домашните и странските инвеститори и ќе важи еднакво за сите инвеститори во ТИРС зоните и надвор од нив. На седницата владата ја разгледа и усвои информацијата за начинот на кој ќе се објавуваат јавно склучените договори за јавни набавки. Во оваа насока се задолжи Бирото за јавни набавки веднаш да го надгради електронскиот систем за јавни набавки со функционалност за прикачување на договорите кои подлежат на известување на склучен договор со додавање на задолжително поле за прикачување на склучениот договор. Истовремено владата им препорачува на државните договорни органи, единиците на локална самоуправа, јавните предпријатија, јавно-приватни субјекти основани од владата на Република Македонија и трговски друштва во собственост на Република Македонија да ги објавуваат договорите за јавни набавки на електронскиот систем за јавни набавки. Владата донесе одлука да одвои 6 милиони денари финансиска помош за настраданите граѓани во соседна Република Албанија во поплавите кои се случија, заедно со дополнителна хуманитарна помош. На предлог на Министерството за здравство на вчерашната седница, министрите ја разгледаа и усвоија информацијата за бесплатна вакцинација за грип за пензионерите со просечна пензија и пензија пониска од просечната и за лица над 60 годишна возраст кои не се приматели на пензија. Отворањето на македонската амбасада во Бразил е почеток на ново пријателство и соработка меѓу двете земји, рече председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов при отворањето на македонската амбасада во Бразил, што представува прва македонска амбасада во Латинска Америка. Според Иванов, визната либерализација меѓу двете земји представува дополнителен поттик за унапредување на севкупната соработка. Неопходна ни е соработка и неопходни се лични контакти преку сите представници на земјите на сите континенти, бидејќи на сите ни е неопходен мирот и просперитетот и неопходно е на младите поколенија да им оставиме известна иднина, рече македонскиот председател. Македонскиот амбасадор Ивица Боцевски истакна дека Република Македонија во Бразил гледа свој партнер во глобалната економска, технолошка, научна и дигитална трка. Централниот дел на работата на оваа амбасада ќе биде борбата за привлекување странски инвестиции во Македонија, посебно на најглобализираните и технолошки водечките бразилски брендови, порача Боцевски. Председателот Иванов, кој престојува во официјална посета на Бразил, вчера оствари средба и со бразилскиот колега, председателот Мишел Темер.
Време е за вестите од светот. Израелски воени авиони нападнаа позиции на Хамас во Кан Юнис во јужниот дел на појасот Газа. Воздушните напади предизвикаа материјална штета на локациите, но нема податоци за повредени. Тензиите во појасот Газа и на западниот брег меѓу Израел и Палестина ескалираа откако американскиот претседател Доналд Трамп го призна Ерусалим за престолнина на Израел. Американскиот државен секретар Рекс Тилерсон изјавил дека Соединетите американски држави се подготвени да започнат директни преговори со Северна Кореја без предуслови. Тој со оваа изјава одстапил од американските барања дека Пјонгјанг треба најнапред да прифати дека било какви преговори мора да се засноваат на разоружување на Северна Кореја, пренесува Ројтерс. Ајде да се сретнеме, рекол Тилерсон во својот говор на Атлантскиот совет во Вашингтон. Државниот секретар на САД на тој начин понудил ново дипломатско поглавје во атмосферата на зголемени тензии околу севернокорејската нуклеарна програма. Можеме да разговараме за времето, за тоа дали масата е округла или четвртаста, но потоа можеме да почнеме да ја изложиме мапата на патот кон кој би можеле да имаме волја и подготвеност да работиме, додал Тилерсон. Рекол дека Северна Кореја представувала и представува директна закана за САД. Ќе ја завршиме епохата на стратешко трпение и ќе се свртиме кон период на стратешка одговорност. Заканата е премногу сериозна за да продолжиме да ја игнорираме, напоменал Тилерсон. Агентот на FBI Питер Стрзок, кој учествувал во истрагата на претседателската кампања на Доналд Трамп од 2016-та, сметал дека демократскиот претседателски кандидат Хилари Клинтон морала да победи во трката за Белата куќа, објави Нью Йорк Таймс. Како што наведува весникот, Стрзок во една од повеќе од 300 пораки испратени на адвокатот на FBI Лиза Пејдж, рекол дека Клинтон едноставно мора да победи. Министерството за правда ги проследило копиите од 376 пораки на комитетите на Конгресот, а во кој весникот имал увид. Нью Йорк Таймс наведува дека таквите пораки покажуваат загриженост во FBI дека претседателствувањето на Трамп би можело да го политизира Федералното истражно биро. Стрзок е исклучен од истрагата на специјалниот советник Роберт Малер за наводното руско мешање по медиумските наводи дека разменувал текстуални пораки кои биле против Трамп, а во корист на Хилари Клинтон. Метеоинформации во вечерните и ноќните часови во западните и северните делови ќе има врнежи од дожд. Ќе дува слаб до умерен југозападен ветер кој во западните делови повремено ќе засилува. Температурата ќе се движи од 6 до 14 степени. Под влијание на јужно струење во наредните денови температурите ќе бидат релативно високи. За време на викендот ќе бидеме под влијание на нов влажен бран со врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни во сабота. Од недела ќе има опаѓање на температурите и повремени врнежи од дожд и снег. Тоа се за овие вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.